Nicola sospetta il suicidio problema nauta, decidendo trascorso con il grande uspjeh za jubilejna programa. Subornost možem dokazati, da naše kolektivne kompetencije, profesionalne i sovjetne, višinski čuvar za druga biblioteka. Благодарност upakova i do rektora, prorektorite i citem sravotnicu z univerzitetom, zato što naša suradnost je stabilna i verujem da je istina često i razlika slučaj po golema dinamike i rezultata. Golema благодарност do gradonačalnih odnosi na vidova, Совет стратегически отивало в страните на Република Македония за конституционална поддръжка, както и политическата и работените в Министерството за култура и туризъм, които ни дават мотивирана поддръжка за нашите проекти и програми. Почитуване да продължим да развиваме библиотеката като храм на знанието и култура, да ги негуваме ясно, книгата и мислата, защото ако изчезне словото и изчезне войната, а нашата мисия е ясна, да е пренесене светлината на мъдростта на идните поколения. Нека ни е всички парламент празник, да се вечни и благословени в делата на светлинен опит. Ви благодаря.
Gospodin Petar. Počitujem gradonačelnik na opština Bitola, dr. Toniko Janovski. Počitujem rektor na Univerzitetu Svetih Klima Čopšinski u Bitola, profesor dr. Igor Nedeljkovski. Počitujem zamjenik gradonačelničke Marina Krstić. Počitujem predsedatelj na Slovešnosti Bojan Bojkovski. Počituvani gradonačelnici na opština Novaci i opština Modila, počituvani profesori, počituvani direktori, počituvani bibliotekari, kolegi, počituvani čitatelji, počituvani ljubitelji i prijatelji na našата biblioteka.
Со голема одговорност, но и задоволство ви се обраќам од оваа говорница како директор на Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Битола, која повеќе од 8 децени е чувар на знаењето, културата и традицијата на нашиот град и нашата држава. Во времења на брзи технолошки промени, библиотеката останува непроменливо место на мудроста, каде што пишаниот збор го зачува своето достоинство, а секој читател го пронаѓа своето патување. Токму поради тоа, нашата мисија не е само да издаваме книги и да ги чуваме, туку и да ги распутиме со модерните начини на дигитализација, современи форми на промоција и култура и секако академска соработка. Денес, овде, заеднички градиме простор во кој традицијата се спојува со модерното, а нашата библиотека се поставува како активен учесник во културниот, образовниот и општествениот живот на нашиот град. Денешниот настан го одбележуваме со особена гордост, затоа што пред јавноста ќе промовираме дела кои што ќе ја заокружат нашата юбилејна година, каде што прославивме 80 години традиција од нашето постоење, и затоа ќе промовираме 2 библиографии, 2 каталози, по застој од 7 години, една книга, публикација за историјата на нашата библиотека и монографија по повод 80 години од постоењето на Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Битола од 1945 година до 2025 година. Традиционалниот зборник на разнокрајни автори и списанието библиотечен тренд во број кој по својот обем и содржина значително се разликува, а тоа е резултат на богатата програма и на нашата вредна и упорна работа заедно со моите колеги библиотекари. Промотори на нашите изданија се почитуваната професорка доктор Елка Јасева Улчар, голем поборник за нашиот идентитет и јазик, и нашиот најголем пријател на библиотеката Илче Стојановски, писателот кој што беше и поранешен програмски директор, раководител на оваа библиотека. Со одбележувањето на овој патронен празник ја заокружуваме, како што кажа, юбилејната година, 80 години раст и развој на оваа институција. Па затоа сакам уште еднаш да изразам огромна благодарност до ректорот на нашиот универзитет за неговата несебична поддршка и да кажам дека нашата соработка е стабилна, а добрва ќе се развива и ќе соработуваме со уште поголем интензитет. Огромна благодарност до градоначалникот на општина Битола, градоначалниците на општина Новац и општина Могила, советниците и сите вас директори за несебичната соработка, за тоа што придонесовте да имаме толку богата и значајна програма. Исто така искрена благодарност и до пратениците кои што несебично ни дадоа поддршка, а очекувам уште поголема поддршка како и од Министерството за култура и туризам за следната 2026 година, пред се за реновирање на старото историско крило на библиотеката, кое што е компактен дел од целосната библиотека и дел од широкока, а тоа е бисер на културното наследство во Битола. С големени надежи очекувам од сите вас и поддршка во понатамошниот период за библиотеката да го врати својот сјај како во нејзините најславни времења. Ви благодарам на сите и ви поканувам професорката и писателот Илче Стојановски да пристапат и да го кажат својот говор. Преводите, може би двајцата. Победете. Ви благодарам.
Особена чест и задоволство ми представува направот на прославата на светозрачниот празник, патрон на библиотеката Свети Климент Охридски Битола и 80 годишниот општот, раст и развој на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола, да ги промовира библиографиите на 20 врвни научни работници и истражувачи и со своето огромно дело почитувани и вреднувани на ниво на Македонија и пошироко. Роднокрајни автори, битолчани, Александар Стериовски, персонална библиографија и Вера Стојчев-Кантич, персонална библиографија втордел. Овие две најнови библиографии во издание на Националната установа универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола во едицијата Познати личности во оддел Роднокрајна библиографија ги составиле, уредиле и редактирале Гордана Пешевска и Катерина Пејковска. Компјутерска обработка Гордана Пешевска, превод на англиски јазик магистар Емилија Степановска-Дафкова, чија поддршка како директор на установата воедно е особено значајна за успешната реализација и печатење на овие библиографии. Печатени се во графот Битола и финансиски поддржани од Министерството за култура и туризам. Кога зборуваме за библиографија, тоа е дисциплина која се занимава со опис на ракописи, поединечни трудови и апликации, како и со составување на нивниот подробен опис по азбучен, односно алфабетски или хронолошки ред. Исто со овој термин се означува името на самиот тој опис. Во описот на библиографската единица содржано е името на авторот, името на делото, местото и годината на издавање, името на печатницата, издавачот и форматот. Библиографијата може да биде општа, например национална, или специализирана по тема, автор, територија. Дескриптивна или описна, библиографија содржи информација во врска со илустрациите, картијата, видот на буквите, сцената и слично. Ретроспективна се занимава со изданијата од постарите периоди, а тековната со оние кои излегуваат непосредно по текот на изработката на библиографија. Критичката библиографија содржи мислења за вредностите на делото, додека применетата се задржува на изнесување на неговата содржина. На старата библиографија, Евкали Маковиот попис на книгите од Александриската библиотека од 3 век пред нашата ера. Библиографиите како и целокупната библиотечна граѓа денес стручно се конципира и обработува според меѓународните светски стандарди и прописи кои важат и се применуваат во библиотечното работење. Персонална библиографија за Александар Стериовски, истакнат научен работник од областа на историјата на македонската литература и историјата на Битола, хроничар и истражувач кој со особено чувство навлегува во односната проблематика, откривајќи ги тајните на истражувачкиот потпад, во сршта и најситните делови од сите аспекти на истражувачкото подрачје, со особена упорност, трудолюбивост и творечки интерес при создавањето на соодветното дело. На крајот од библиографијата во дело статии и приводи Александар Стериовски животопис представен е животот и кариерен пат на авторот, според кој тој е роден 1930 година во Битола, дипломирал и докторирал на Скопскиот универзитет. На почетокот работел како професор по македонски јазик во гимназијата Мирче Асен, во Прилеп 1958-59 година. Од 15 септември 1960 до 10 март 1972 година работел како професор по македонски јазик во Земјоделското училиште Борис Кирилич во Битола. Предавал на Педагошката академија, потоцна и на Педагошкиот факултет Битола како професор по југословенска литература и народна книжевност пред до неговото пензионирање. Срочен тој беше на двете места кои се студирахме, беше професор и се особено задоволство пресетено најавно на неговото спремање. Два пати бил проректор на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, бил визитник професор и чествувал на победи и научни собори во земјата и во странството.
Aleksandar Steriovski ima objavljeno preko stotina stati od oblasta na folkloru, tehnologijata, istorijata na makedonskата literatura i istorijata na Bikova i Bitovstva, kako i knjigite. Društik 1992, Poslednji Ohridski guslar 1994, Makedonskite slepi guslari 1999, Medušina 2001, Vodosnabdevanje do Bitova pred vodovodom 2008. godina, Jedan vek Crven krst u Bitova 2012, Črpuvanja 2014, Javno zdravstvo i preventivna zdravstvena zaštita u Bitova 2016, o serijalu Bitovsko desetoknjižje i objavlju knjigite Bitova, Ruškata kolonija 2005, Bitova karijativina teatara 2004, Bitova rekata draga u našoj zadnje više 2009. Bitova zapisi za Gosreći 2012, Bitova sport 2016, Bitova karijete sport 2017, Bitova gradi 2020, Bitova muzika 2022. Bil ръководител на големия проект Печатарството и издавачеството в Битова в 3 тома в 1998-1999 година съм тук повече време. Бил дългогодишен член на редакцията на списанието Развито, инициатор и главен отговорен уредник на списанието Учител, организатор и активен участник в традиционалната явна средина Битова и Битовство, изтражувайки, презентирайки и публикувайки стручни и научни трудови на теми от различни области, како от културно-историческото, така и съвкупното живење на градот и по широката околина во минатото и историските процеси се доделят. За своята плодна творечка активност Александър Стеровски два пъти е дългогодишната четвърта наемска награда, а во 2014 година е добитник на Общинската награда четвърти ноември за животно дело и ова признание беше постигнато и предложено от нашата библиотека. Библиографията съдържи 456 библиографски единици за животът и човечеството на професор д.р. Александър Стеровски, включените монографски публикации, статии и приводи, както и библиографски единици за неговият живот и дело. Статиите и приводите са користени от македонските, некогашните югославенски простори, отредени странски периодични серийски публикации, както и монографски публикации от фондовите на Националната останала университетска библиотека Свети Софийски, Битова и архивски подавчовски адапта. Библиографията има селективен характер, обработена е релевантна градя, изтражена в македонските списания Дневник, Битовски вестник, Нова Македония, Просветен работник, Просвета, библиотечен център, Утрински вестник, Диего Явност, Инфомагазин, Екран, Време, Съвременност и много странски списания. Застъпените единици са библиографски обработени девизу според ИСБД, Международен стандарт библиографски опис. Листите са азбучно подредени според името и името на авторът или според наслова, доколко няма автор. Класификацията на библиографските единици е направена според постоянския УДК, систем универсална децимална класификация. Библиографията е сведена азбучно и съдържа регистър на наслови и регистър на автори, како и посебно пагиниран привод към привод фотокопии, како и посебно пагиниран привод към привод фотокопии, статии, прилози и фотографии. Регистърът на наслови ги съдържа сите главни стvari наслови на библиографските единици, които така е подреден азбучно. Регистърът на автори съдържа имиња и лица, кои ще учествували в създаването на съдържините на включената библиографска градя, како имиња на автори, цитирана в библиографската забележка. Регистърът е поделен азбучно, застапени се сите форми на имиња, кои пътуват на единствената именска определница. Вера Стойчевска Антич, персонална библиография в София. Професор д.р. Вера Стойчевска Антич, книжен историчар и теоретичар, изтъкнат научен работник в областта на средновековната литература, чии бройни дела и активности от това сфера са познати и почитувани, не само в нашата съсловина, тук и много по-широко. Първият дел от персоналната библиография за професор д.р. Вера Стойчевска Антич беше съставена, уредена и редактирана от нашите почитувани колежки Цветанка Дамяновска, Йоланда Бошевска и Вена Секуловска и издадена от Националната останала университетска библиотека Свети Софийски Битова до 2007 година. Пути, предизник и мотив за изработка на втори отдел на оваа библиография беше големиот опус
на научно-истражувачки студии и импозантни одбрне нејзини објавени монографски публикации на 50 за време од само 2 децении од издавањето на првиот ден. Имајќи ги во предвид овие факти, се наметна потребата за издавање на овој создел од персоналната библиографија, во која се представени нејзините дела од 2006 година до ден. Професор доктор Вера Стојчев-Кантис досега публикувала на 1000 научни и стручни трудови, од кои 100 се посебни изданија. Војда учествувала на голем број научни и стручни меѓународни и домашни собери, одржувала предавања во познати универзитетски центри Атина, Варна, Софија, Букурешт, Братислава, Киев, Краков, Катовице, Рим, Чикаго, Мајами, Колумбо, Темпи, Аризона, Торонто, Њујорк, Њу-Делки и други. Вера Стојчев-Кантис е една од најплодните македонски автори, чија област и специјалност на истражување е средновековната македонска книжевност, исто така припаѓа во редот на најголемите и најпознати македонски лингвисти, со своите истражувања ги промовирала низ светот. После публикувањето на нејзините дела посветени на животот и делото на Блаже Конечник, мојот професор Пророк и векови светилни посветен на монашкиот живот во Бидовскиот манастир и Рајчица, Стојчев-Кантис го свртува својот фокус и кон родниот град Битола со книгата Битолски вековити пораки. Поради своето огромно, научно, истражувачко и обществено дело, Вера Стојчев-Кантис е носител на бројни национални државни награди, а во 2014 година доби наградата 4 ноември на општина Битола за животно дело. Една од позначајните награди данеја е и наградата Златен крст на Бидовскиот манастир во знак за нејзиниот придонес и соработката со Бидовскиот манастир. Во библиографијата се вклучени монографски публикации, статии и прилози како и библиографски податоци за нејзиното творење. Библиографијата содржи 400 библиографски единици за творештвото на професор Вера Стојчев-Кантис, како сведоштво за нејзиното импозантно дело. Статиите и прилозите се експибирани од македонски периодични и серијски публикации, како и монографски публикации од фондовите на Националната установа универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола и архивата на автор. Библиографијата има селективен карактер исто така. Застапените единици се библиографски отработени девизу, според ИСБД, меѓународен стандард библиографски опис, листите се азбучно подредени според презиме, име на автор и наслов, доколку нема автор. Класификацијата на библиографските единици е направена според Советскиот суден систем, универсалната децимална класификација. Обработена е релевантна градја, истражена во македонските списања Македонија, Колоен, Печат, Ново Македонија, Просветен работник, Просвета, Бед, библиотечен центр, утрински вестник, литературен двор, културен живот, македонски фолклор, текста, прилози, методиевистика, ево, јавност, информагазин, Пензионер плюс, време, современо, стожер и други. Библиографијата содржи регистар на наслови, регистар на автори, како и посебно формулиран прилог, фотографии, статии, прилози и фотографии. Регистарот на наслови ги содржи сите главни стварни наслови на библиографските единици, кои исто така е одреден азбучно. Регистарот на автори содржи имења на лица кои се учествувале во создавањето на содржините на сцената библиографска градја, како и имења на автори цитиране во библиографската забелешка. Регистарот е подреден азбучно, при што се застапени сите форми на имења кои патуват на единствената именска определеност. Ви благодарам на вниманието. И честитам на авторите, приредувачите и издавачот за својата упорност, посветеност и трудолюбивост при подготовката и реализирањето на овие проекти и им посакувам на тамошна успешна работа на полето на својата библиотечна дејност, таа благородна мисија и привилегија, која ни е зададена како собраници на денешниот ден и иднината. Благодарам уште еднаш за уважаната чест и добро. Поканила
gostinot na Aleksandar Seriovski, profesor osiguranja projektov, za da nagradam Zlateta Sakovskuno na jedan od najboljih ekonomika invece partite questo delle amicizie da università, povedati dve bibliografiji i zato se fantasi za vaše tako potrebe, te ostavim ciljem tak da do biblioteca publiczna. Przedstawię prowizorką działalności projektu Korona 30 Zaproponuję w zakresie zrobić polityczny, ja co można wyjmować taką aktywność. Katolicka Cerkva do Gospodia Mira, wychodzi nas do incident. Katolicka Cerkva reste do Cerkви Христово до Мира реализации Никита Помутейска Католика. Дадаме на Благодатница и една книга за историята на библиотека. Hrvatsko-makedonski centar Marko Mazurić, da je jedno od osnovačiti i da je rođena da je živi Почитувани слушани, почитувани пријатели на книгата Изменение. Витърват на собрани не само да представиме неколку нови изданија и еден важен дигитален проект, туку ако внимателно погледнеме, да ја прочитаме повторно и на нов начин биографијата на еден град. Биографијата на Битола, напишана во книги, фотографии, спомени, имиња, настани и живи човечки зборови. Јас не сум Сомшанка и тоа веќе го знаете, го кажав номинацијот пат пред неколку месеци. Но може би токму затоа го чувствувам ова што денес е создадено суште во голема воштина. Гледам град кој го знам најпрво од книги, потоа од разговори, а од роднини и пријателства. И денес го гледам и како голема библиотека подотворена него. Во таа библиотека Националната установа, Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола, е централната читалница, а делата што вечерва ги представуваме се нејзини најнови светли полици. Сегова што треба споменеме, почнувајќи од дигиталната библиотека, монографијата за историјата и развојот на библиотеката, зборникот на роднокрајните автори од Битола, мојата Битола книга, фотографски каталог, брошурата личности и настани кои што не се забораваат, писанието, библиотечен трен, не се само одделни проекти. Тие се делови од една иста приказна. Приказната за градот кој го чува своето паметење и за библиотеката која смело го отвора патот со низината. Во овој дух, дозволите ми најнапред да зборувам за најсовремениот чекор на нашата библиотека, дигиталната библиотека на нов Свети Климент Охридски Битола.
Оваа дигитална библиотека е нов, модерен книжевен дом. Дом што нема зидови, нема врати, нема ограничувања. Дом кој е отворен за секој. За студентот што подготвува семинарска работа и бара фарфизгон, за научникот што трага по ретка публикација, за наставникот што бара материјал за час, за нашиот иселеник од Австралија, Канада, Европа, кој сака да ја почувствува годината преку страниците на една битовска книга. На едно место се собрани старите ириски публикации, писанијата што ја носат историјата на градот, вокалните монографи, библиотечните изданија, трудовите на битовските автори, културните каталози и брошури. Сето тоа дигитализирано, зачувано, прегледно, со едноставно притискање на едно ковче. Таму, во тој виртуелен фонд, не се чуваат само PDF документи, туку и сеќавања, личности, цел еден слој од културниот живот на Битола. Тогаш во библиотеката со сигурен дека се застанува рамо до рамо со современите европски институции. Нушта поважност, го исполнува највозвишениот повик на својата мисија, да го чува знаењето, да го заштити културното наследство и да го направи достапно за секого. Дигиталната библиотека станува мост меѓу старото и новото, меѓу калиграфскиот ракопис и листокот на екранот, меѓу тишината на читалницата и брзината на денешното секојдневие. Во суштина, ова е проект кој ни кажува една јасна порака. Традицијата не се губи кога доаѓа новото време. Таа се преобразува, за да живее уште подолго. За оваа преобразба потребни се визија, уторност и голема љубов. Токму таа визија ја препознаваме во раководењето на директорката Емилија Стефановска-Гаскова и во трудот на сите библиотекари што работат и во трудот на сите библиотекари што работат за сината, во ученичките простори, во каталогизацијата, во дигиталната обработка. Нивната работа не е гласна, но резултатите се многу гласни за сите нас. Втората голема творба која заслужува посебно внимание е двојазичната монографија Свети Климент Охридски Битола, историја и развој од 1945 до денес, 2025 година, авторско дело на магистар Емилија Стефановска-Гаскова. Оваа книга е повеќе од институционална историја. Таа е внимателно искајна приказна за 80 години постоење на една библиотека која растела и созревала заедно со градот. Авторката не ја представува библиотеката само како збир на книги и сигнатури, туку како жив духовен организам, место каде што цивилизациите се сретнуваат, каде што писменоста се негува, каде што културната меморија се чува и се обновува низ децении. Еден од најсилните сегменти е делот посветен на долгата традиција на писменост во Битола и Битолско. Приказ кој не започнува во 1945 година, туку многу поназад. Со Битолската плоча од 2016 година, со манастирските скрипториуми, со богатите ракописни збирки. Авторката го потврдува овој континуитет од монашките книгохранилишта до современиот библиотечно информативен центар, покажувајќи дека библиотеката денес е наследник, а не случаен продолжаток на еден стар културен пат. Особено впечатливи се страниците за манастирските библиотеки во регионот, нивната улога во зачувувањето на словенската писменост, драматичните судбини низ војни, ограбувања и уништувања. Тие пасоци се читаат како типкана силна одбрана на важноста на секоја книга и секоја буква како сведок на времето. Вториот дел од монографијата го следи конкретниот развој на библиотеката од 1945 година до денес,
нејзините простори и пределби, поврзувањето на фондовите, трансформацијата во универзитетска библиотека и нејзината борба како современ културен и образовен центар. Напишана со научна јасност, но и со длабока внатрешна почит, монографијата остава чувство на гордост, не само за институцијата, туку и за луѓето кои ја граделе нејзината вертикала. Оваа книга е истовремено и хроника и благодарница до сите оние што низ годините ги чувале библиотечните фондови, ги ширеле услугите, ги воделе читателите низ лабиринтот на следното. Покрај неа, библиотеката ја создаде и втората двојазична монографија, подпишана од магистер Емилија Стефановска-Даркова и доктор Анита Ангелевска, со значајна стручна поддршка од магистер Зоран Јанакиевски, Слободан Бачовски, Илче Стојановски и Маријан Кулевски. Ова визуелно и документирано издание ја представува библиотеката низ фотографии, архивски извори и современи графички решенија, како жива динамична институција која постојано се преобразува, но ја задржува на богата врска со својата традиција. Монографијата посветена на 80 годишнината од постоењето на Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски Битола представува впечатливо, документарно и длабоко промислено сведоштво за развојот на една од најзначајните културни институции во Македонија. Книгата гради јасна слика за тоа како скромната библиотека, основана во 1945 година, израснува низ 80 од современна универзитетска установа, жив центар за образование, култура и дигитална трансформација. Монографијата е систематски организирана, хронолошки ја следи историјата на библиотеката, прикажувајќи ги клучните периоди, раководствата, развојните проекти и издавачката дејност. Особено впечатлива е врската што авторите ја успоставуваат меѓу библиотеката и културниот и духовниот континуитет на Битола, посветувајќи дека градот има богата средновековна книжевна традиција, која датира од 9 до 17 век. Библиотеката која го носи името на Свети Климент Охридски е представена како природен наследник и чувар на тој повеќе вековен писмен континуитет. Покрај историската рамка, монографијата силно ја нагласува современата улога на библиотеката, дигитализацијата, мултимедијалните програми, наставно-научната поддршка, како и динамичната комуникација со читатели во сите возрасти. Таа не е само за поле книги, туку отворен културен форум, место каде што се среќаваат традицијата и модерните технологии. Во рецензијата е подличено дека монографијата успева да прикаже една широка живописна слика, истовремено фокусирана, аналитична и топла, која ја слави библиотеката како простор на знаење, меморија и измена. Посебно место во денешната панорама во дадена зборникот 20, издание посветено на 20 годишниот јубилеј на роднокрајните свети на битолските писатели. Преку него им се оддава почит на 20 години љубов кон родното, кон македонскиот јазик и кон онаквивка, но длабоко важна книжевност што расте од овој град и од неговите луѓе. Во овој зборник се застапени имињата што не воделе во минатото и имиња што создаваат со сегашноста. Професор доктор Даниела Андоновска-Трајковска, Петре Димовски, професор доктор Владко Ноглев, Милица Димицијовска-Радевска, Билјана Котевска-Динко, Весна Мундишевска-Белјановска, Добре Тодоровски, Сања Мошкајева-Видановска, Илче Стојановски, Игор Ќајковски Фоја, Светлана Папачек, Илија Бошевска, Никола Ристевски, Аница Дозлатевска, Божин М. Андоновски, Марија Трифуновска-Тасевска, Митра Дувчиновска и Дана Невелевска,
нивните гласови и нивните зборови во овој зборник се живо сведоштво за нашата литературна традиција. Во изданието се вградени творби и автори кои не се учесници на оваа средба, но нивниот печат останува траен. Илина Кациева, Христо Припевски, Мирјана Стојановска, Зоран Тейковски, Љубе Мустрејчевски и Елизавета Јончич. Нивните имиња во ист ред со денешните автори покажуваат дека книжевноста ја надминува времето. Темата на юбилејното издание, моите зборови запишани во спомено средните генерации, дава длабоко значење на секоја песна, секој расказ и секој личен запис. Во тие текстови лежи нашиот родов корен, нашата културна меморија и нашиот идентитет. Зборник 20 е повеќе од публикација. Тој е мост меѓу генерациите. Сведоштво дека корените не се само географија, туку натрешна припадност. Това издание библиотеката уште еднаш ја потврдува својата улога не само да ги чува книгите, туку и да создава дом за нови. Без овие зборници, многу текстови би останале непознати, недочитани, расфрлани во времето. Зборник 20 е жив доказ дека родокајното зборештво воопшто не е маргина, кој е корен, матичен јазов на едно големо културно дрво. Битова преку овој зборник зборува за себе, однатре, со свој глас, со своја душа. Мојата битова, фотографии и каталог. Ако во зборникот ги слушавме гласовите на авторите, во изданието Моја битова, фотографии и каталог не гледа всушност самиот град. Реализирана од библиотекарките Вера Марковска и Марија Марковска, оваа книга е нежна, внимателна и прецизна визуелна приказна за Титова. Тој е каталог, но и албум на чувства. Фотографиите промислено одбрани, уредени со чувство за историја, композиција и естетика, ни ја покажуваат Битова како жива сцена, улици што зборуваат, фасади што паметат, дворови што дишат, детали покрај кои минуваме секојдневно, а ретко ги забележуваме. Секој кадар е мал спомен, секоја страница представува подарок на авторките од градот во кој работите се живеат. Во објективот не е катена само архитектурата, туку и атмосферата. Утринска светлина на широкока, стенки на старите врати, прозорци што гледаат кон минатото, калдерма што ги памети чекорите на некој изминати генерации. Ова издание е подарок за сите што сакаат да ја видат Битова диспоинапо чувствителен поглед. И воено е подсетник дека убавината на градот не е само во големите познати слики, туку во секој мал детал, кој не ќе го забележи и ќе го зачува, било во фотографија, кој некој ќе го забележи и ќе го зачува, било во фотографија, било во слекавање. Фактот што ова дело е создадено од библиотекарки не е случајно, туку символичен потек. Тие кои секојдневно се грижат за книжевните слики на светот, тука создаваат една визуелна книга на својот град. Библиотеката станува и галерија, а каталогот посебна иска изложба која може да се прелистува. Брошурата личности и настани кои што не се забораваат во уредништво на магистер Емилија Стефановска-Гафова, магистер Гордана Теофиевска-Нефилковски и Маријан Полевски е мал голем по значење духовен и образовен документ. Ова издание е дел од посветени на значајни закони од нашата историја и има јасна мисија да го зачува сеќавањето на личностите и настаните што го обликувале македонскиот идентитет. Но овие страници, преку кратки, визуелно внимателно дизајнирани биографски и историски прилози, се среќаваме со делата на Свети Климент Охридски, со мисијата на Свети Секилови Методи, со визионерството на Крсте Петков Мичевков, со творичката сила на Блаже Коневски, со револуционерни
за револуционерниот подвиг на Кочо Рацин со идеалот на Воцеделчев. Посебно место им е дадено и на темелните закони од македонската држава. Илинден, Асно, 11 октомври, 8 септември, како столбови врз кои се постира нашето колективно сеќавање. Во време кога брзината на информациите често е потикнува до почината на знаењето, ваквите простори се како мали, но силни сидра, не придружуваат за историјата, за да не однесат струите на заборавот. Ова издание ни порачува дека идентитетот се чува преку знаење, преку спомен и преку благодарност за оние што ќе порade за нас. Заборавот или оваа прошура не сме да биде наш избор. Библиотечен тренд број 6061. Конечно дојдовме и до него. Издание кое ја покажува библиотеката во нејзиното професионално, стручно и развојно лице. Овој број е богат мозаик од текстови, што заедно ја представуваат библиотеката не само како институција, туку како културен организам што расте, се развива и се приспособува кон современите потреби. Во него се опфатени активностите на библиотеката, меѓународни соработи, културни настани, едукативни програми, промоции и изложби. Стручни и научни трудови од областта на библиотекарството, за дигитализацијата на кодовите, за библиографската култура, за новите начини на организација на знаењата и услугите. Културни прилози, мемуари, осврти кои ја задоволуваат душата на Битола и нејзината богата традиција на литература и култура, документацијски дел со статистика, проекти, библиографски податоци што нудат јасна слика за развојот и дејноста на библиотеката. Со право можеме да кажеме дека библиотечниот тренд е архива на сегашноста. Тука на овие страници се регистрира она што денес се прави, за утре да може да се чита како историја. За професионалците, ова читание е алатка. За граѓаните пак, свидоштво дека за секоја културна програма, за секоја промоција, за секоја дигитално издание со сериозна систематска работа. Прочитувани присолчани, драги пријатели на словото. Ако се обидеме да ги погледнеме сила овие издания, проекти заедно, ќе видиме дека тие сочинуваат една голема заедничка книга. Во таа голема книга, едно поглавје зборува за минатото и традицијата, друго за сегашниот дух на културниот живот, трето за измината и за новите технологии. Едно поглавје е посветено на градот и неговите улици, друго на луѓето и нивните судбини, трето на професионалната грижа за знаењето. Сите овие страници имаат и свој човечки подпис. Во прв ред тоа е подписот на директорката Емилија Стефановска-Даркова. Нејзината работа овде не е само административна функција. Таа е уреднички подпис, истражувачки труд, визионерски потек, од идејата за дигиталната библиотека, преку создавањето на монографијата, па се до уредништвото и поддршката на останатите изданија. Со својата енергија и искреност таа покажува што значи да се биде современ библиотекар и културен работник, да се гледа напред, но со почит кон корените, да се создава ново, без да се заборави старото, да се отвора библиотеката кон градот, кон универзитетите, во светот и кон диаспората. Заедно со нејзиниот тим библиотекари, технички соработници, автори, уредници, таа докажува дека една библиотека може да биде и храм на книгата, и модерна медијатека, и граѓански културен центар. Од позиција на човек кој не е роден со Битола, но кој до голема почит гледа кон ова што тука е создадено, можам да кажам, оваа библиотека со овие дела е причина за гордост не само за битолчани, туку за сите нас
što verujeme v silata na slobodo. Zato dozvolite, da završam svoj naprošten iskrena pokana. Otvorite ljubezni. Prelistajte in premislite za monografijite. Zastanete pred fotografijite v molete Bitova, pročitajte barem nekoliko tekstovi od zgodnjih od 20. Poglednite gi listata i zatumite v ličnosti in nastavništvo nekaj zaborava, dirnete v bibliotečni odtrend in najvažno, gledate v digitalno biblioteko od vaših dom, od druga država, od kade i da bilo. Zato što sve što je proizvedeno ovde, v ova institucija, postoji za da ne povrze so naš svoj grad, so naša država, so naša istorija, so naša tajemnica. Neka žive knjiga, neka žive bibliotekata, neka žive Bitova odbor od slika v digitalen fond od najnovo v naših srca. I večna raj, kako što je večer spomenoš na našo presvetov učitev, rodonačelnica pismenosti Makedonija i naš patron Sveti Klemen Kuharič. Oh,